На повеќе од 180 страници, Министерството за образование и наука објави упатство за одржување на училишните објекти. Целта на упатството со прирачникот е да се поддржат училиштата и општините во нивните напори да се подобрат ефикасноста и ефективноста при одржување на училишните објекти, за да се зголеми безбедноста и да се обезбеди чиста, одржлива и безбедна средина за учење и работа на сите училишта. Сите вработени во училиштата треба да помагаат при одржувањето на уредноста и хигиената во училиштето за создавање безбедна средина за учење. Наставниците може да им помагаат на хигиеничарите, така што ќе ги научат учениците да одржуваат хигиената, ќе се погрижат сметот да се фрла на соодветно место, преку личен пример ќе покажат како се одржува хигиената и ќе прават каков било неред. Исто така, наставниците се директно одговорни за едуцирање на учениците за зачувување на безбедноста во училиштата, како да реагираат во случај на природна непогода и како да се однесуваат со цел да се овозможи брза и ефикасна евакуација без да се создава паника меѓу учениците. Учениците стои во упатството. Во однос на одржувањето на хигиената во училиштата, треба да ја прифатат својата одговорност за фрлањето ѓубре во канти за отпадоци, да се селектираат отпадот и секогаш да ги мијат рацете со сапун. Од друга страна, тие треба активно да учествуваат во зачувување на безбедноста во училиштата, да останат смирени, одговорно да ги пременуваат научените мерки за заштита во случај на природни непогоди, да помагаат во рамките на своите можности и секогаш да пријават каква било сомнителна активност во училиштето. Родителите исто така може да допринесат за подобрување на училишната хигиена преку вклучување на децата во одредени активности за чистење во домот и создавање добри навики за одржување на лична хигиена. Ставот на родителите кон безбедноста во училиштето директно се одразува и во однесувањето на учениците, па затоа тие треба да имаат доверба во безбедносните мерки што ги превземаат училиштето и да ги поттикнуваат нивните деца да не криваат паника и секогаш да ги следат насоките и инструкциите од наставниците. Документот е изготвен од тимот на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование, во соработка со Министерството за образование и наука, Канцеларијата за воена соработка при амбасада на Скопје. Министерството за образование и наука објави упатство за директното влијание за чисти училишта.